Почитувани гледачи, добро вечер од ова спектакуларно место, врвот на водно над Скопје на 1090 метри надморска височина, каде што се мобилната екипа на Македонската радиотелевизија и информативната програма, од каде што ќе имате можност да следите директен пренос од еден, можеме слободно да кажеме во овој момент, митски настан, осветување на велелепното здание Милениумскиот крст овде на врвот на водно. Здание кое ќе символизира влогот, ќе го символизира влогот на Македонија во чест на прославата 2000 години од христијанството. Македонија, земја која достојно, со голема важност, почит, еве гледаме и со извонреден нов објект, е една од ретките земји, ако не и единствена, велам, со должна почит се однесува кон овој значаен, голем, извонреден јубилеј. Значи, вашите очи, веруваме, сега се вперени во екраните на програмите на Македонската телевизија, но тоа не значи дека не можете своите очи да ги вперите и директно кон врвот на водно, каде што е настанот проследен со голем, да не речам огромен број на граѓани кои дојде овде на врвот на водно. Го видовте на екраните архиепископот Охридски македонски господин Стефан. Тука се и луѓе од државниот врв, премиерот Љупчо Ѓоргиевски, председателот на собранието Стојан Андов, министри во македонската влада, општественици, јавни, културни дејци и велам, она што највеќе радува е голем број на граѓани кои денеска дојдоа овде на водно. Вечерва вообичаено во преносот ќе се обидеме да ви доближиме одредени сегменти од значението на овој зафат и во иднина веројатно духовно, но и туристичко и рекреативно средиште на Скопје на Македонија. Ке ни помогне, значи, отец Методи Златанов, професор на Богословскиот факултет во Скопје и уште една информација, игумен на црквата Свети Спас во Скопје. Добро вечер. Добро вечер. Денеска не е случаен ден и не е случајно осветување на овој ден на Милениумскиот крст на водно. Денеска е значаен празник. Да, празник на Успение на Пресвета Богородица. Практично оваа година имаме втор голем настан. Првиот беше оној на Плаушник со преносот на моштите на Свети Климент и осветување на црквата на Плаушник. Овој сега вториот настан, уште едно духовно огниште кое се разгорува во Македонија, се со цел да се собере македонскиот народ, да се собере во името на Христа, во името на верата. И токму тоа е и поентата на ова собирање на толку народ, не само од Скопје, туку и од цела Македонија. Денеска инаку во сите цркви на Македонската православна црква беше одбележан денот Успение на Пресвета Богородица. Малку околу овој ден, неговото значение, неговата улога за Македонската црква, за верниците. Значењето на овој ден е возвишен за Македонската црква, како што и за целата православна црква воопшто. Тоа е денот на упокојувањето на Пресветата Мајка Божја и како што се вели во тропарот, онека како што таа не го остави девството преку раѓањето, така и не го остави овој свет, не остави нас со успението, таа продолжува да се моли постојано ни сите они на постоењето на црквата и на светот, да се моли и да се застапува за сите христијани, за сите луѓе на овој свет. И токму таа молитва, токму тоа заедништво, таа соборност се реализира и тука на врвот на водно преку еден свештен чин на вистина, чин на осветување на Милениумскиот крст. Ние во текот на преносот ќе зборуваме за символиката на крстот, за историјата на символиката, ќе зборуваме за историјата на почитувањето на крстот. Така е, и гледаме сега од почетокот на овој значаен настан, значи ќе имаме и една овде служба. Така. На самиот почеток ќе проследиме еден водосвет, кој што е почеток практично на секој ваков чин на осветување, дали осветување на дом, осветување на темели, осветување на крст. Значи, најпрво ќе биде направен водосвет
Исто таа осветена вода на која што слегува Светиот Дух и ја има она сила која што имаше водата Јорданска кога се крсти нашиот Господ и Спасител, ќе биде потоа осветен и самиот крст. Го споменавте Јордан, токму и таа идеја овака малку ми се привлекуваше пред почетокот на преносот. Рековме овој крст се наоѓа на 1090 метри надморска височина. Тоа е едно од ретките, можеме да речеме и во светски размери. Денеска светот како глобално село ги знаеме неговите символики, неговите сегменти, неговите туристички атракции. На оваа висина ретко која земја има така значаен објект. Единствено можеби Јордан, кога споменавте со Маунт Небо, возвишението, нели, каде што се претпоставува дека и починал Мојсей. Односно каде што починал Мојсей. Така е, точно. Па да, се разбира, иако градењето на крстовите е една нова пракса. Тоа не е нешто што во традиција на православието постоело досега. Најчесто на такви значајни места се градат храмови, меѓутоа е ова нова традиција на градење на крстови, на воздигнување на честниот крст Господов над Скопје, над Македонија, кој што толку не е потребно сега, заради тоа што силата на крстот е силата Божја и преку неа навистина и ние самите ќе можеме навистина да живееме онака како што самиот Господ и Спасител не учеше и не учи. Рековте на оваа висина е вообичаено да се градат храмови. Тоа не значи дека и овде не ќе има храм, нели? Предвидено е во... Освен овој параклис кој што веќе постои, кој што ќе биде завршен, кога ќе биде комплетиран и целиот објект, покрај овој објект ќе биде изграден и храм, велелепен, јас се надевам, на Македонската православна црква, така што овој простор, овој врв македонски ќе биде осмислен и ќе биде навистина едно духовно огниште кое што ќе ги собира не само туристите, не само некои што сакат навистина да излезат од своите домови, да прошетат во природа, туку и оние кои што ќе можат навистина не само физичките височини, туку и духовните височини да ги постигнуваат на овие места. Да, само да споменеме дека ќе имаме и таа спектакуларна гледка преку македонската телевизија на почетокот, нели, на палење на светлата кои се на овој крст, ги има околу 650 според информацијата од надлежните стручњаци. Уште нешто би рекле сега, некои технички податоци околу платформата. Бетонската платформа на крстот се потпира на 4 големи столбови и 12 помали, што ги символизираат 12 апостоли. Да, и 4 евангелисти, тоа е основата, да. А потоа и 12 апостоли како основа, нели, на апостолското учење на кое се базира целата црква Христова. Така, еве можеме на екраните да ги видиме тие 4 столбови на кој е платформата на која е подигнат крстот, инаку самата основа на која е подигнат крстот е 6,20 см на 6,20 см. Замислите, само на 6 метри се издига столб од 67 метри висина, инаку со одделци 33 колку што Христос имал години. Така, да, тоа е мерата, нели, вистинската мера на човековиот живот, или она мера која што ние ќе на возраст која што ќе имаме од Царството небесно. Да, гледката е прекрасна навистина и оние најхрабрите, оние кои што го презедо тој подвиг да дојдете се качат овде на врвот на водно, најдобро ќе може тоа да го почествуваат, иако се разбира и преку малите екрани цела Македонија ќе биде заедно со нас тук. Секако овде е посебно доживување, но да не, нели, исто исклучиме дека од градот може монументално изгледа крстот. Така, да не речеме не само од градот, туку и да. Многу од подалеку, навистина од тогаш кога ќе биде навистина запалено под полното осветлување на крстот, тој се гледа и од многу подалеку отколку само од Да, градот. 40 километри во радиус, според досегашните претпоставки, веќе денеска некој рече дека при враќањето на границата од Југославија од Србија, веќе од Табановци, таму некаде пред Табановци се гледал крстот. Така, тоа е восхитувачки навистина. Да, и денеска и не беше така прозрачен ден. Можеме да претпоставиме кога тоа ќе биде прозрачен ден, така. Значи рековме дека конструкцијата на крстот се потпира на 6,20 сантиметри и секако голема благодарност кон луѓето кои го изградија овој крст. На крстот има нашите граѓани веројатно сега во поголем обем, не само до средноводно, ќе доаѓаат и на врвот на водно и туристи. Впрочем, во текот на вчерашниот ден овде се задржа и неколкумина странци и го фотографира крстот, што значи ќе биде и духовна и туристичка атракција. Да, па се разбира, ќе се донесе инфраструктура која што ќе одговара на потребите на самото место, иако тука веќе доста е навистина направено. Благодарение се разбира на поддршката и финансиска и морална и духовна од